Денес сме сведоци на очигледен факт. Климата на нашата планета брзо се менува, навикнати сме да гледаме само поднозите и да не го гледаме светот како целина. Но нашата планета е дел од сончевиот систем. Да разбереме зошто се менува климата на Земјата, треба да ги кренеме главите и да погледнеме што се случува во сончевиот систем, како целина. Земјата се менува. Климата на Земјата се менува истовремено со климата на другите планети во сончевиот систем. Да продолжиме со ова истражување заедно и да дознаеме преку вистински примери што се случува таму на небото, надвор, од светот на кој сме навикнати. Текот на 2 децении, светлината на Нептун се менуваше според 11 годишниот сончев циклус. По 1996 година овој процес беше нарушен. Глобалните промени се случија во атмосферата на Нептун. Ова се должи на пенетрацијата на галактичките космички зраци во долниот дел на атмосферата и влијаат врз бурите и формирањето на урагани. Исто така на Нептун се случува необични бури. Дженовска бура, откриена во 2018 година, беше најсилната, најсветлата и беше поширока од Атлантскиот океан. Преместувајќи се на екваторот, требаше да се раствори, но не се случи и наместо тоа се сврти и почна да се оддалечува од екваторот. Ова непредвидливо атмосферско однесување е нешто ново да се види, наведува НАСА. На нашата планета галактичките космички зраци продираат и во средните слоеви на атмосферата, што сега води кон глобално преструктурирање на атмосферата. Уран се сметаше за мирна планета, а до 2007 година научниците го препишуваат активното време на Уран на влијанието на сончевата топлина на екваторот. Никој не може да разбере зошто мокните бури беснеат. Уште од 2014 година. Претходно температурата на Уран опаѓаше, но од 2014 година научниците забележаа брзо загревање. Астрофизичарот Хенрик Мелин го забележа следново. Уран е уникатен по тоа што остана толку многу тивок, толку долго и појавата на овие бури во 2014 година корелира толку добро со нагло загревање на горната атмосфера. Малите варијации во атмосферската температура на Уран треба да се случуваат постепено. Фактот е дека се случува пресврт на Земјата, зголемувањето на глобалните атмосферски температури исто така е забележено во последните 50 години. Моќта на деструктивни бури, урагани и рекордниот број торнада се зголеми на нашата планета. На Сатурн има голема бура на секој 30 години, но во 2010 година таа удри 10 години порано, отколку што се очекуваше и е најголемата до сега. Вселенското летало Касини снимило молњи. Во споредба со Земјата, таквите молњи би биле најмокните во целата историја на наблюдувањата. Бурата предизвикува термални аномалии кои ја променија циркулацијата и структурата на Сатурн. Од длабоките до горните слоеви и последиците од оваа бура би можеле да влијаат на северната хемосфера на Сатурн во наредните години. Исто така, за прв пат во текот на целиот снимен период, Касини откри огромни бури од прашина на Сатурновата месечина и Тита. Но брзината на ветрот на Земјата исто така се зголеми. Песочни и прашински бури зачестија се повеќе и овој песок го заметува небото и носат воздух за гушење во многу делови од Африка, Азија, Америка и Европа. Професорот по астрономија Имке Де Петер, Јупитер е во средината на глобалната промена. Сега црвените дамки на Јупитер штрчат над облаците. Според истражувачите, овој раст сигнализира зголемување на температурата во тој регион, како што рече Майкл Вонг, никој досега не го видел ова. И во познатата голема црвена дамка, најголемата бура во сончевиот систем од 2009 година до 2020 година, брзината на ветрот се зголемила 10% и продолжува да расте. Никој досега не го видел ова. Исто така зачестија блесоци на ненормални силни молњи. Згора на тоа зголемен е бројот на вулкански ерупции. Марс, најблискиот аналог на Земјата, и сите процеси што беа забележени на Марс во последно време. Джиновски бури од прашина, лизгање на земјиштето, магнетни аномалии и зголемена сезмичка активност, топење на мраз сега се случуваат и на Земјата. Марс се загрева, а научниците
Причината за загревањето на Земјата и на Марс е иста. И тоа нема никаква врска со човечката активност. Промени се случуваат и на Венера, според податоците од орбитот Венус Експрес. Брзината на ветрот на Венера се зголемила 300 км на час до 400 км на час во период од 2006 до 2012 година. До неодамно планетарните научници се расправаа за геолошката активност на Венера. Една од овие студии идентификуваше 37 неодамно активни вулкански структури на површината на Венера. Професорот по геологија Лоран Монтези вели ова е прв пат да можеме да кажеме види ова не е древен вулкан, туку вулкан кој е активен денес. Исто како и на Венера, се повеќе вулкани сега се будат на Земјата и магметската активност во употреба на планетата расте. Во 1998 година системот Дорис забележа остар скок. Јури Баркин вели дека влијанието врз сончевиот систем доаѓа однадвор и глобалните климатски промени на планетата се случуваат истовремено. Во последните години видовме многу необјасневи промени на планетата на сончевиот систем во запишаната историја. Се поставува логично прашање, ако овие промени се случуваат истовремено во целиот сончев систем, како резултат на надворешни влијанија, дали тоа не влијаело и на Сонцето? Зар не е тоа причината зашто Сонцето е во аномален продолжен минимум на својата активност од 2012 година, што може да трае до 2045 година? Дали ова всушност нема да донесе дополнителна нестабилност на крепката рамнотежа на системите на Земјата и други планети? Нашиот живот целосно е зависен од Сонцето и тоа не може да не заштити од галактичките зраци, кога неговата активност е на минимум. Промените во климата и геодинамиката на другите планети од сончевиот систем се случуваат истовремено со промените на Земјата. Ова се должи на 12.000 годишен циклус предизвикан од галактичко зрачење. Зошто овие факти не се изложени на јавноста? Дали тоа затоа што тие сите ќе разберат дека луѓето не можат да бидат обвинети за климатските промени? Затоа веќе нема да биде возможно да се прави бизнис од под ова покрователство на спасување на планетата. На крајот, ова ќе ја урне целата хармонична теорија за антропогенетскиот фактор кој наводно ја менува климата на Земјата. Бидејќи човештвото со своите емисии на CO2 се уште не се населило на други планети, тоа значи дека не може да влијае врз климатските промени на целиот сончев систем. Вистината за вистинските причини за климатските промени исклучително е важна. Само со гледање и споредување на сите фактори можно е да се разбере што всушност се случува со нашата планета. Оваа информација укажува на вистинска причина за тоа, не приближува до решавање и благодарение на кое можеме да ги преживееме катаклизмите.